Денешна наша гостинка во емисијата програма на градовите во живо е професор доктор Ана Никодиновска, проректор за меѓународна соработка на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Добар ден и добре ни дојдовте. Добре дојдов, Бети, благодарам за поканата. Знам дека навистина имате многу обврски, почна како велиме академската година и обврските зголемени, затоа и сте таму, нели? Да. Започна новата академска година. Околу 1500 студенти? Околу 1500, да, точна бројка. Вчера го имавме баш првиот академски час и нели на големо задоволство дочекавме на полна сала студенти. Сме го имали претходно, меѓутоа оваа година навистина беше значително. Така што да, почна првиот академски час. Запишавме оваа година околу 1500 студенти. Генерално 1200 се на македонските студиски програми. И останати, 1300 и останати 200 студенти на странските студиски програми. И сега се запишуваат нели на најразличните факултети. Генерално имаме 12 факултети и 3 академии, меѓу кои филмската, музичката и придружна членка Воената академија. Странските студенти исто се добродојдени, значи на големо задоволство се запиша горе-доле константна бројка, имаме околу 200 студенти што се запишуваат, кои што ги следат странските студиски програми, значи англиската програма на општа медицина, дентална медицина, на правниот факултет има исто странска студиска програма англиски меѓународно право и односи, понатаму на факултетот за информатика од оваа година е ново, да речеме, нова студиска програма кон која што доста се приклучија студенти или пројавија интерес, музичката академија со незиниот джез одел, филмската академија со современиот танци слично. Значи, навистина сме задоволни. Широк спектар на вистина на дисциплини, студиски дисциплини, каде што има се уште места? Места се уште има, да. За жал, уписниот рок веќе е затворен, нели? Затворен, нема да има дополнителен трет? Втор и трет циклус ке има, да. За првиот циклус веќе конкурсите се затворени, меѓутоа за втори циклус и трет се разбира дека се отворени. Конкурсот е продолжен до 20 октомври, ако не се лажам, и се разбира на втор циклус на студии, например, имаме студиски програми од едногодишни и двогодишни на сите факултети. Имаме исто така и англиски, например на факултетот за медицински науки, радиофармација. Понатаму имаме трет циклус студии ова, како и минатата се разбира, но оваа година со многу побогат избор. Например, на правниот факултет имаме европско право и европска интеграција, имаме меѓународно право и меѓународни односи, деловно право, граѓанско, на економскиот факултет, медицинскиот, значи еден широк спектар, да речеме, на понуда, кој што можат, се разбира, студентите да го зграпчат и да дојдат и на нашиот универзитет. Целосно ослободување од партиципација за идните филозофи, македонисти, меѓутоа и целосно за оние што ќе се запишат идните студенти на катедрата по македонски јазик. Да, точно, Бети, тоа е за поздравување и мислам пример барем во мал процент другите универзитети. Ви благодарам. Да, тоа е една интересна иницијатива која што се покрена на ниво на универзитет. Едноставно да им се даде поддршка и да се охрабрат, нели, и целосно на некој начин да се негува и да се зачува македонскиот јазик. Од тие причини се одлучи да на сите студенти македонисти да им се даде целосна стипендија и не само на нив, значи ги имаме и турскиот јазик, ако не се лажам, тука е вклучен германскиот јазик, меѓутоа се ослободени од партиципација исто и италијанистите и англицистите. Одлично. И не завршуваме тука. Има, например, во делот на стипендии, генерално сите студенти во прва година кои што се запишуваат, кои што, например, остваруваат во оние предиспитни поени, во смисла поени за запишување 80 поени од сите активности, се исто така ослободени од партиципација. И тоа го имаме на сите факултети. Например, на медицинскиот имаме најмногу 40, на факултетот за информатика 30 и на сите останати факултети од прилика помеѓу 10-20 студенти се ослободени. Одлично. И верувам дека тоа предизвика интерес и се запиша. Се разбира дека предизвика, да, генерално се задоволни, исто така не ги изоставивме, да речеме, и ранливите категории, затоа што нели од особена важност. На некој начин сметаме дека треба да им дадеме поддршка, особено на нели родители без деца, родители со еден сам родител, деца со студенти со еден родител или пак едноставно деца со инвалидитет и слично, така што и на нив им дадовме
и му возможивме, односно се обидовме на некој начин да го приближиме, да ги ослободиме од дел од партиципацијата на универзитетот. Хуман чин, навистина неколку работи ги направивте за поздравување, повторно ќе кажам. Исто така имате ослободување на оние, не знам колку е процентуално, што се талентирани студенти. На талентирани, да, генерално оди по некоја сите оние студенти кои што остваруваат, например, тоа се однесува за сите оние кои што се запишани во втора, трета и четврта година. Значи сите оние што остваруваат или 40 кредити од претходната студиска програма или што остваруваат просек над 9,5, значи генерално се ослободени од партиципација од партиципација во студиската програма, фактички, од партиципација на универзитетот. Одлично. Универзитетот Гоце Делчев стана членка на ректорскиот форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан. Да. Тоа е една новост, да речеме, едно достигнување, ако можам на некој начин да го наречам, нели од генерално нашата меѓународна активност што имавме последниот период. Значи, ректорскиот форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан е една асоциација на универзитети од Балканот, меѓутоа и пошироко од Југоисточна Европа, кој што произлезе практично од оној берлински процес, нели? Со кој што Европската унија практично се залага да земјите од овие простори ја промовираат меѓусебно соработката, се со цел за да ги постигнат, нели, за полесно да се интегрираат во таа европска интеграција и помеѓу себе. Така што се негуваат соработки, иницијативи, заеднички проекти и слично, и неодамна, иако соработуваме со ректорскиот форум од поодамна, меѓутоа од неодамна ја сменија, нели, нивниот начин, нивниот статус, така што успеавме да станеме и ниете членка. Тоа е еден голем бенефит, морам да кажам, не само за факултетот, односно за универзитетот, меѓутоа и за студентите, каде што имате нови групи, се тоа ќе има една убава И навистина е така, мрежно поврзување, тоа ќе значи убава размена на студенти, на искуства, на знаење. Да, токму така, веќе една од претходна иницијатива во која што се вклучивме Уни Адрион, која што е пак асоциација во делот на ги зближува земјите и универзитетите од Јадранско-јонскиот регион, токму сега имаме една мобилност, еден студент кој што ни доаѓа на факултетот за природни и технички науки на стажирање. Така што веќе почнуваме и тие да ги искористуваме и ние да испраќаме. Така што се разбира дека е взаемна придобивка, да речеме, од нашето учество, меѓутоа и од учеството на другите универзитети во мрежата. Предходно споменавте, меѓутоа, може би сам предолго е сите студиски програми да ги раскажеме за сите факултети. Меѓутоа, ајде да ги споменеме оние што се баш новини за оваа академска година, каде што некако имавме и ние на македонската телевизија прилог. Многу ми е интересен чинот каде што има и правна помош за студентите. Што конкретно ќе значи? Значи, генерално оваа активност која што говорите е практично предвидена на правниот факултет, затоа што од неодамна за време на пандемијата конкретно основавме правна клиника. Генерално правната клиника во согласно се разбира со законите во општеството им нуди бесплатна правна помош, значи на сите оние заинтересирани лица или пак кои што имаат помош нели од токму од тоа, од тие инструменти за да можат полесно да се справат, да речеме, со правните норми, да го запознаат правниот систем или да побараат заштита, така што им ја нудиме таа правна помош. Значи професорите на факултетот, правниот факултет во соработка со студентите ги негуваат овие односи, нели, овие, да речеме, постапки, така што тие директно влегуваат во контакт со трети лица, со странки, при тоа давајќи им го, нели, она што е потребно, да речеме, за остварување, за пружување на заштита и правна помош. Да, одлична можност и тоа веќе и се влегува во самата наука. Мислам дека од големо значење, да ви кажам искрено, затоа што правниот факултет, нели, ние остваруваме, се разбира, соработка со многобројни институции. Благодарение на нив, например, студентите имаат можност да присуствуваат на судења, да се вклучени, нели, во сите адвокатски постапки или слично, или пак со други институции од државата. Меѓутоа,
давајќи ја можноста да директно влезат, нели, во оние практични води, во како треба да се справат, како треба да се подготви една тужба или пак молба, жалба, едноставно како да се комуницира со институциите е од голем придонес. И дополнително, нели, како една наставна, па и воннаставна активност има додадена вредност за самите студенти. Так. Споменавте исто така, повторно ќе ве навратам за постдипломските студии. Каде најмногу се заинтересирани? Каде има, како велиме, истурено пријавување? Младите што сакаат? Со оглед на големиот број, наричаме, на заинтересирани, меѓутоа тоа е податок општ во државата за медицински науки, воглавно имаме голем интерес за медицинските науки и за сите, нели, постдипломски студии, докторски и додипломски поврзани со нив. Меѓутоа не изостануваат и другите. Например, факултетот за информатика е исто така, затоа што е една, да речеме, содржина која што поготово сега со вештачката интелигенција, нели, која што излегува на површина, едноставно е потребна, се наметнува како потреби целокупното општествено функционирање. Правниот факултет, економскиот факултет, факултетот за бизнис, туризам, нели, и логистика, и филолошкиот факултет исто. Мислам, не сакам да ги изоставам и останатите, секоја дисциплина и секој факултет си носи, нели, посебна, е специфична гранка сама за себе. Неформално образование? Се разбира дека неформалното образование го практикуваме, особено тргнувам од правниот факултет, на што го правиме, ние испроведуваме, например, имаме многу во наставни активности од видот на спроведуваме многу тркалезни маси, дебати, научни конференции, ги повикуваме, например, студентите да учествуваат со нивни трудови во книги, публикации, во списанија, меѓународно списание имаме и така натаму. Значи, едноставно на некој начин гледаме, или пак предавања од странски професори, кои што онлайн се приклучуваат или доаѓаат кај нас. Едноставно гледаме на некој начин да ги анимираме, за да можат и тие полесно, нели, да се справат понатаму едно утре, нели, во оние сите, наречем, во светот на работата, оти не е толку лесен, нели, како што си замислуваме. Јасно. Можам да некако осознам дека навистина веќе во текот на студиите практичната примена доста ја применувате, каде што студентите од било која област се гледа дека имаат доста отворени можности в науката и покрај тоа што теоретски да биде и практично, што е особено, нели, важно. Сакам да го искористам вашето присуство. Вие сте продекан за меѓународна соработка. Проректор. Се извинувам, проректор. Проректор за меѓународна соработка. Аз знам колку сте активни на тој план и вака можеби слободно ќе кажам, знам дека вие можеби ќе кажете не е така. Она што универзитетот е станат членка на ректорскиот форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан, имате доста багаж тука внесено, за да мислам дека еден голем влог каде што универзитетот е станат членка на овој ректорски форум, меѓутоа во делот на меѓународната соработка, можеби сега малку ќе ве воведам во едни области каде што доста истражувате и работите по област каде што навистина го работите и колку сега, како да ги споиме, факултетот, вашите истражувања, се она што го работите, е ставено и испечатено некако во зборници, во книги, во научни трудови? Да, се разбира. Прво да ви кажам искрено, генерално, она што го работев до сега, барем како професор, нели, како вонреден професор на правниот факултет, остварување на контакти за меѓународна соработка преку проекти слично, се обидуваме да го повторно да го проектирам на повисоко ниво, значи да ги засегнаме сите останати факултети во рамките на универзитетот. Што се однесува до мојот, да речеме, творечки опус или целокупната работа, се разбира дека е структурирана не е само од повеќе години, од кога почнав на почеток на факултетот, како помлад асистент па до ден денес, преку учество на конференции, преку учество во годишни зборници и слично, едноставно се обидував да допринесам и да оставам, нели, да пишувам, се разбира, и да творам во делот на науката, како во делот на европското право, европските интеграции, така во делот, да речеме, на македонското, меѓутоа и на миграциите и азилот. Миграциите и азилот и сосема на крај, докаде сте имали ново испечатено ново истражување?
Се разбира, да, едни. Тоа индиректно ве прашувам за буквално фактичката состојба и во Југоисточна Европа, Македонија и Европа. Пошироко е, по-генерално е така, прашањето, се разбира, да. за крај. Како печатени изданија спремаме повеќе. Едно од печатините кои што го планираме, тоа е една книга за политиките и правото во одржливиот развој. Јас се надевам дека ќе стигнеме до крајот на годината да испечатиме. Спремаме уште едно учебно помагало во делот на меѓународното право за миграциите и азилот, заедно со други еминентни професори од страна. И се разбира, подготвуваме уште еден проект во делот на Европската Унија и оттаму ќе произлезе публикација во која што ќе бидат се опфатни, да речеме, сите права и политики, се разбира, кои што произлегуваат од правото на Европската Унија. Било тоа трговско, казнено право, социјално, семејно и така натаму, значи ќе бидат стокмени, но здравје зборувам тоа до година, да речеме, во едно пишано такво издание. Истражувањата не се од денес утре, како велим. Ана Никодиновска, навистина ви благодарам што бевте гостинка во емисијата во живо. Се гледаме во следна прилика. Навистина имате доста проекти, многу сте активни и како универзитет, меѓутоа и вие како проректор за меѓународна соработка. Благодарам Бети уште еднаш за можноста.